за помолава, вера, совест и чест. Дека ќе работам за ослободување на Македонија и Одринско со сите своји сили и средства и дека никогаш не ќе ги предадам тајните на револуцијата. Тодор Александров, македонски револуционер, деец, од едни оспоруван, од едни глорификуван. Личност во македонското револуционерно движење, која успеала да преживее неколку окупаторски режими во Македонија и да се задржи во самиот врв на раководството на ВМРО. Александров, за дел од македонското револуционерно движење, бил предавник, бил платен агент, македонски крволок, великобугарски националист. Но, за други пак бил македонски Робин Худ, последниот крал на планините, македонски комитаджија, легендарен македонски водач. Која е вистината за Тодор Александров? Во историјата на Македонија од крајот на 19-тиот век и првите 3 децении од 20-тиот век може да се најдат многу малку личности кои успеале да се задржат подолг временски период во врвот на македонското револуционерно движење. Во 13-годишното членување во ЦК на ВМРО, Тодор Александров ја водел организацијата низ војни, поделби, негирања, идејни несогласувања, внатрешни судири и без разлика на различните научни мислења околу неговиот начин на раководење, успеал да оствари една од нејзините задачи – да го задржи вниманието на меѓународната јавност на нерешеното македонско прашање. До 90-тите години на 20-тиот век, бугарската историографија го третирала Тодор Александров како негативна личност. По 1990 година, тоест по падот на комунизмот, и бугарската историографија го сменила односот кон ликот на Тодор Александров. Започнала еден процес на рехабилитација и сакала да го издигне до највисокиот пиедестал на борците за бугарската национална кауза, впрочем како и поголемиот дел на македонските револуционери. И македонската историографија од почетокот на 90-тите години се зафати со проучување на ликот на Тодор Александров. Врз основа на голем дел од пронајдената архивска документација во архивите во Бугарија, Србија, ликот на Тодор Александров сега можеше да биде подобро осветлен. Започнаа да се пишуваат голем број на монографии и зборници на трудови кои што се обидуваа да фрлат нова светлина врз Тодор Александров како дел од македонското револуционерно движење. Во споредба со бугарската историографија, македонската историографија се обидуваше да најде една пообјективна слика за тоа кој всушност беше Тодор Александров, без да биде зафатена од некоја еуфорија на предавници или на херои, на негативни или позитивни личности, обидувајќи се да го исфрли тој црно-бел приод на гледање на историските настани и личности. Од тогаш започна да се менува сликата за Тодор Александров и тој најде соодветно место и во македонската историја. Во тоа е значењето на тие почетни историски трудови кои што се однесуваа на објаснувањето на тоа кој беше на вистина Тодор Александров. Тодор Александров бил роден на 4 март 1881 година во Ново село Штипско. Своето образование го започнал во училиштата во Штип и Радовиш, а од 1895 година во педагошкото училиште во Скопје. Во редовите на македонската револуционерна организација бил вклучен од страна на Христо Матов. Младиот Александров по завршувањето на педагошкото училиште бил назначен за учител во градот Кочани. Овде го презел раководството на Кочанската револуционерна околија на организацијата. Во учебната 1899-1900 заминал како учител во Виница.
Во следната учебна година бил назначен за учител во Кратово. Во март 1903 година бил уапсен, при што Скопскиот суд го осудил на 5 години затвор. Затворската казна Тодор Александров требало да ја одлежи во Куршумлијан во Скопје. За време на Илинденското востание од 1903 година тој се наоѓал во заточение, а бил ослободен во април 1904 година, при што бил назначен за главен учител во училиштето во Новосело, Штипско. Во тој временски период, Александров работел на зацврстувањето на организацијската мрежа во Штипско заедно со Тодор Лазаров и војводата Мише Развигоров. Неговата активност не останала незабележена од турската власт, која му забранила да се занимава со учителската професија. При обидот да биде уапсен, Тодор Александров на 10 јануари 1905 година преминал во нелегалност, со што започнала нова етапа од неговата револуционерна активност. По неуспешниот крај на Илинденското востание, во редовите на организацијата започнале да се водат дискусии за причините за таквиот исход. Се одржувале окружни конгреси на ВМРО, на кои се избирале делегати за Општиот конгрес. Тодор Александров зел учество на двата скопски окружни конгреси на организацијата во 1905 и 1906 година и веќе со својата активност се наметнувал како сериозен кандидат за високи позиции во Скопскиот окружен комитет на ВМРО. По третиот конгрес, Александров бил избран за окружен војвода на Скопскиот револуционерен округ, а во учебната 1906-1907 година заминал на работа како учител во градот Бургас, Бугарија. Веднаш по убиствата на Иван Гарванов и Борис Сарафов, по барање на Христо Матов, на позицијата касиер во задграничното представништво на организацијата бил поставен Александров. Во 1908 година македонското револуционерно движење се наоѓало на сериозна пресвртница. Во редовите на ВМРО се случила поделба која се заканувала целосно да ја уништи оваа македонска организација. Тодор Александров, како представник на Скопскиот округ, се приклонил кон делот од македонското движење, која барало продолжување на вооружената борба и одржување на револуционерните методи. Конзервативната струја во организацијата, на која и припаѓал и Александров, решила да го продолжи нелегалниот начин на борба и да го задржи старото име на организацијата ВМРО. Додека пак струјата која се залагала за децентрализација и демократска хиерархија во организацијата, се отцепила и со тек на време ја легализирала својата борба преку создавање на политичка партија, Народна федеративна партија, која се активирала по младотурската револуција. Во едни такви сложени услови на поделби и расцеп, во март 1908 година се одржал Ќустендилскиот конгрес на ВМРО, на кој конзервативната струја декларирала дека го продолжува своето екзистирање и се повикала на континуитетот на организацијата од 1893 година. На конгресот, како делегат на Скопскиот револуционерен округ, учествувал и Тодор Александров. Во своите дискусии на конгресот, Александров се залагал за поенергична вооружена акција и позачестена употреба на терористичкиот метод на борба.
Како активен деец на Скопскиот револуционерен округ на ВМОРО, Тодор Александров остро се спротивставил на младотурската револуција од 1908 година. Под влијание на Александров, најголемиот дел од оружјето на четите во Скопскиот револуционерен округ било скриено и не било предадено на младотурската власт. По обидот за негово апсење, Тодор Александров повторно преминал во нелегалност и побегнал во Бугарија. Во 1910 година Александров повторно со чета се вратил во Македонија и започнал со организациони подготовки за засилување и зацврстување на сите револуционерни окрузи. По пат на писмени инструкции, што било во согласно со правилникот, во 1911 година бил избран нов Централен комитет на организацијата во состав Тодор Александров, Христо Чернопеев и Петар Чаулев. Започнала нова фаза од дејствувањето на Александров, кој застанал во врвот на македонското револуционерно движење. Со влегувањето на Тодор Александров во Централниот комитет, организацијата покрај четничките методи на борба започнала со практикување и на терористички акции. Во периодот од 1911 до 1912 година ВМРО извршила неколку терористички напади ширум градовите во Македонија: Штип, Кочани, Дојран. Овие динамитни, наречени магарешки атентати имале за цел да предизвикаат поголеми човечки загуби кај цивилното турско население и свртување на вниманието на големите сили и балканските држави кон неподносливата ситуација во Македонија. Во предвоените години кои биле вовед во балканските војни, организацијата ја отфрила соработката со припадниците на поранешните врховистички чети кои поставувале услови за соработка што биле неприфатливи. Во септември 1912 година Тодор Александров издал наредба до околиските војводи на Скопскиот револуционерен округ да го преследуваат врховистичкиот војвода Тане Николов, доколку влезе на територијата на Македонија, бидејќи станал орудие на неколкумина честолюбци од старите врховисти кои сакаат да ја завладеат организацијата за постигнување на своји и туѓи нечисти цели. Во Првата Балканска војна 1912 година Александров начело на четите на ВМОРО и селската милиција учествувал во завземањето на градот Куклуш, неколку дена пред пристигнувањето на бугарската војска, каде во ноември 1912 година бил назначен за окружен управител. Кон крајот на 1912 и почетокот на 1913 година, кога се поизвестна била новата меѓусојузничка Балканска војна, ЦК на ВМОРО и Тодор Александров, како негов највлијателен член, преку 2 мемоара побарале од владата на Бугарија и бугарскиот цар етногеографската територија на Македонија да влезе во рамките на Бугарија, но ако тоа не е можно, во никој случај да не дозволи поделба на територијата на Македонија. Во Балканските војни 1912-1913 година ВМРО како организација
зела активно учество. Четите на организацијата самостојно или во содејство со другите сојузнички војски ги ослободувале сите населени места во Македонија. И Тодор Александров, како личност во македонското револуционерно движење, се вклучил и во првата и во втората Балканска војна и зел активно учество. Интересен е фактот што не само Тодор Александров, туку и другите македонски револуционери и од левицата и од десницата зеле учество во бугарската администрација во Македонија. Сигурно сите ќе се прашат зошто. Дали имало некој друг начин да се биде поблиску до македонскиот народ и до широките народни маси? Може би дел од тој револуционерен кадар на вистина верувал дека со влегувањето во таа бугарска администрација ќе придонесе да се приближи до македонскиот народ. Дел од македонскиот револуционерен кадар верувал дека во наводници се случило некакво ослободување на Македонија. А еден дел од тој револуционерен кадар секако се оддал и на градење на кариери и трупање на материјални богатства. Вистината за Тодор Александров во врска со ова е некаде помеѓу. Тој и во тој временски период останал доследен на својата максима дека етногеографската територија на Македонија не треба да биде поделена. Македонија треба да биде една единствена етногеографска и економска целина. Затоа и тој, како и другите македонски револуционери, влегол во таа бугарска администрација во периодот околу Балканските војни. Тодор Александров дури во тој временски период, кога организацијата можеби не била толку активна во своето постоење и била дел од други борбени вооружени формации, испраќал писма, меморандуми, барања до големите сили Македонија да не остане поделена. Такво писмо упатил и до бугарскиот цар, во кое што го предупредувал да се завземе за тоа Македонија да остане неподелена, а во случај да се направи поделба на Македонија, тогаш Тодор Александров предупредувал дека оружјето на организацијата повторно ќе биде активирано. Во предвечерието на Втората Балканска војна, Тодор Александров преку декларација на Централниот комитет на ВМРО од 16 мај 1913 година повторно се заканил дека ако македонското прашање не се реши така како што сака таа организацијата, нема да престане со своето револуционерно дејствување. И дека во виорот на борбите нема да се двоуми да се послужи со сите возможни средства со кои би можела да располага. Ниту пак ќе води грижа за Женевската или за било кои други меѓународни конвенции. За време на Втората Балканска меѓусојузничка војна во 1913 година Тодор Александров од штабот на македонско-одринското доброволство, што се борело во состав на бугарската војска, бил вклучен во разузнавачки активности. На 2 април 1915 година Тодор Александров застанал на чело на Сдружените чети и селската милиција во нападот на железничката линија и мостовите во близината на Валандово и Удово. Вооружените чети под водство на Александров успеале да го завземат и Валандово и по одржаниот митинг да се повлечат преку тогашната гранична линија помеѓу Бугарија и Србија. Оваа вооружена акција на ВМРО имала за цел да го привлече вниманието на меѓународната јавност на неподносливата положба на Македонија. Во Првата светска војна, заради борбените дејствија, ВМРО како организација не постоела. Сепак, нејзиниот четнички и војводски кадар учествувал во создавањето на огромната борбена формација 11-та македонска дивизија, која се борела во составот на бугарската војска. Тодор Александров имал голема заслуга за создавањето на дивизијата. Крајот на Првата светска војна имал разочарувачки последици за Македонија и македонскиот народ. На Версајската мировна конференција се создавале новите европски граници според услови кои ги диктирале земите победнички од војниот сојуз на Антантата. Во едни такви услови, на неизвестност и исчекување,
на 1 март 1919 година Тодор Александров од позиција на член на ЦК на ВМРО заедно со генерал Александар Протогеров упатиле мемоар до председателот на Версајската мировна конференција Жорж Клемансо, во кој побарале да дозволи учество на македонски представници на конференцијата. По завршувањето на Првата светска војна, голем дел од македонскиот револуционерен кадар емигрирал во Бугарија. Софија и другите поголеми бугарски градови станале средиште на општествено-политичкиот живот на македонските емигранти и револуционери од сите идејни теченија и струи. Започнале да се водат жестоки дискусии и дебати помеѓу македонските револуционери и дејци за иднината на македонското револуционерно движење. По завршувањето на Првата светска војна се воделе жестоки дебати и дискусии за тоа во кој правец ќе оди македонското револуционерно движење. ВМРО, а и Тодор Александров се обидувале да бидат доста прагматични во поглед на решавањето на македонското прашање. Затоа организацијата под влијание на Тодор Александров имала различни ставови и различни решенија, односно минимална и максимална програма во поглед на решавањето на македонското прашање. Кога е во прашање таа минимална програма, Александров се согласувал Македонија да добие и некаква локална самоуправа во рамките на кралството на србите, хрватите и словенците. Но исто така, неретко тој ги истакнувал барањата да Македонија во незините етногеографски граници да биде дел од некоја Балканска федерација или од дел од некоја Јужнословенска федерација. Тоа воопшто не било важно за Александров. Важно било да македонското прашање да се држи отворено на површина пред меѓународната и пред европската јавност. Напоредно со дискусиите и дебатите за состојбите во ВМРО, организацијата по иницијатива на Тодор Александров ја обновила организацијската мрежа, искористувајќи ги старите канали и врски за снабдување со оружје, како и соработката со војно-офицерската лига во Бугарија, во која имало голем број на македонци офицери. Во 1919 година Тодор Александров и Александар Протогеров биле уапсени од страна на бугарската власт како наводни виновници за така наречената национална катастрофа на Бугарија. За кратко време, Александров, а потоа и Протогеров побегнале од затвор со помош на блиски соработници и членови на ВМРО и оттогаш преминале во илегалност се до падот на бугарската влада на Александар Стамболиски. Набргу ВМРО започнала со својата четничка активност. Особено во Вардарска Македонија под српска власт и Егејска Македонија под грчка власт. Лично Тодор Александров застанувал на чело на комитските чети, кои престојувале најмногу во источниот и североисточниот дел на Македонија, во Кратовско и Кочанско, поточно во Осоговието. На 24 јуни 1920 година Тодор Александров во придружба на своји најблиски другари Слави Иванов и Симеон Кочански навлегува на територијата на Македонија под српска власт. На 13 јули истата година 1920 Тодор Александров му испратил писмо на Александар Протогеров во кое го известува дека состојбите на теренот во Македонија под српска власт се одвиваат добро. Во воспоставувањето на организацијската мрежа на ВМРО, Тодор Александров го вршил во текот на ноќта, при што со својата чета обиколувал 2 до 3 села. Иако со подготовките претежно биле офатени планинските села, Александров за истата цел испраќал и оделенија од 2 до 4 припадници и во полските села,
а за тоа се служел со испраќање на писма или го користел влијанието на поранешните раководители на ВМРО од тие краишта. Тодор Александров исто така барал од Протогеров, како член на ЦК на ВМРО, да подготви организацијски работници и тие да заминат на терен во Битолско и Скопско. Од друга страна, Александров покажувал прагматизам и во исто време нагласувал дека и тој и ВМРО се согласувале Вардарска Македонија да влезе во рамките на кралството на СХС како рамноправна федерална единица доколку постои согласност од српската власт. Покажувајќи можност за компромис и ВМРО да го положи оружјето во случај на разбирање од српска страна, Александров од име на организацијата ги повикал македонците на општинските и парламентарните избори во кралството на СХС во 1920 година да гласаат за кандидатите на Комунистичката партија на Југославија. Во писмената документација на Тодор Александров од 1921 година се наоѓало и неговото барање целата етногеографска територија на Македонија да влезе во рамките на федеративно уредена југословенска држава. ВМРО како една од највлијателните македонски организации во периодот од 1920 до 1923 година, територијата на Пиринска Македонија под бугарска власт ја претворила во добро организирана база од каде низините чети навлегувале во другите делови на Македонија. Во овој период, поради политиката на зближување со кралството на СХС, ЦК на ВМРО ја прогласила за непријателска земјоделската влада на Александар Стамболиски. Зачестиле дипломатските средби помеѓу владите на кралството на СХС и Бугарија, кои имале за цел, меѓу другото, и да ја уништат организацијата ВМРО. Поради ова, од името на ЦК на ВМРО, Тодор Александров упатил заканувачко писмо до бугарскиот министер за внатрешни работи Александар Димитров. Тоа уште повеќе ја продлобочило војната помеѓу ВМРО и бугарската земјоделска власт, при што првата жртва на непријателствата бил бугарскиот министер за внатрешни работи Димитров, кој бил убиен од четници на организацијата. Токму во тој временски период, дури извештаите на српските разузнавачки служби известувале дека во близина на тогашната српско-бугарска граница, во делот на Пиринска Македонија, постојано се слушале пукотници кои биле резултат на борбата на четите и селската милиција на ВМРО со бугарските воени и полициски вооружени формации. Во таа отворена војна страдале и двете страни, при што конечната цел на бугарската земјоделска власт била уништување на ВМРО и ликвидација и на самиот Тодор Александров, додека пак организацијата изрекла смртни пресуди на сите повисоки функционери во владата, заклучно и на премиерот Александар Стамболиски. Наеклатантен пример на демонстрација на сила на ВМРО било завземањето од страна на низините чети на градовите Ќустендил и Неврокоп во 1922 година, при што било упатено остро предупредување власта да престане со прогоните на организацијата. Ваквиот чин на завземање на населени места на бугарска територија Александров во програмските документи го објаснувал како одговор на отворените посегања по независноста и постоењето на ВМРО, а не како мешање во внатрешните работи на Бугарија. Во овој период, Централниот комитет на ВМРО ја насочува својата политика во насока на соработка со владата на фашистичка Италија. Само поради фактот што таа имала ревизионистички однос кон постоечките граници на кралството СХС. Тодор Александров, од позиција на член на Централниот комитет на ВМРО,
барал сојузништво и соработка и со ослободителните движења на кралството на СХС. Најголема соработка организацијата имала со Хрватската републиканска селанска странка на Стјепан Радиќ. И покрај антирежимското расположение и ориентација на Радиќ, тој се разликувал од ВМРО и се залагал за пацифистички и легални форми на борба за преуредување на внатрешното устројство на кралството на СХС. Поради таквата политика, Тодор Александров на 15. август 1924 година му упатил писмо на Стјепан Радиќ, во кое, меѓу другото, се кажувало: Јас не сум криел и не крием дека ние сме се разликувале со вас во методите на борба со нашиот заеднички непријател. Но исто така тврдам дека и хрватите на чело со Радиќ ќе се уверат дека со српските властодржци не може поинаку да се разговара освен со пушка, нож и бомба. Напоредно со обидите за заедничко дејствување со сепаратистичките движења во кралството на СХС, ВМРО ги продолжила вооружените напади со комитски чети во Македонија под српска власт и во Егејска Македонија под грчка власт. Најчеста мета на четите на ВМРО во Вардарска Македонија биле српските колонистички населби и федералистичките чети кои биле во српска служба. Во јануари 1923 година бил извршен напад врз колонистичкото население во селото Кадрифаково, Свети Николско, при што четата на ВМРО убила неколку десетици српски колонисти. Тодор Александров лично потпишал писмо до тогашните српски весници, медиуми и до владата на кралството на србите, хрватите и словенците, во кое што отворено им се заканил дека доколку продолжат со населувањето на колонисти во Македонија, ќе ги снајде истото што го виделе таа вечер во тоа македонско село. Тој ги предупредил српските колонисти да не наседнуваат на провокациите на тогашната српска власт и на нивните ветувања дека во Македонија може да наидат на некаков рај. И ги предупредувал дека постојано ќе бидат на удар на четите на организацијата, се дури не се иселат во нивните стари родни краишта. Ваквите остри заканувачки писма на Тодор Александров и до српските колонисти и до владата на кралството на србите, хрватите и словенците во голем степен нанела удар на српската колонизација во Македонија. Голем дел од колонистите се исплашиле поради таквите вооружени напади на четите на организацијата и се вратиле повторно во нивните родни краишта, односно оттаму од каде што дошле. После овој настан, безбедносните служби на кралството на СХС уште повеќе зголемиле наградата за евентуална информација или убиство на Тодор Александров. Дипломатските средби помеѓу премиерите на двете држави, Никола Пашич и Александар Стамболиски, како и министрите за надворешни работи, го иницирале подпишувањето на Нишката спогодба во март 1923 година. Со овој договор и двете држави се обврзале дека ќе работат на поголема безбедност на границите, особено во делот кон Македонија, и дека Бугарија ќе расформира македонската организација ВМРО, која била главната пречка за подобрувањето на односите помеѓу официјален Белград и Софија. По овој настан, Александров како член на ЦК уште повеќе го мобилизирал четничкиот сегмент на ВМРО во борбата против бугарската земјоделска власт. Во таква сложена општествено-политичка ситуација, Бугарија го дочекала државниот пресврт од 9 јуни 1923 година. На власт во бугарската држава дошол граѓански политички блок на чело со премиерот Александар Цанков. Во вооружениот преврат учествувале и четници на ВМРО. Во изјавите на Тодор Александров, тој одрекувал учество на ВМРО во државниот преврат и истакнувал дека организацијата не се мешала во внатрешните партиски борби во Бугарија,
но од друга страна не е исклучувал можноста поединци да учествувале во сменувањето на земјоделскиот режим поради непријателската политика на Стамболиски кон ВМРО и македонското прашање. Новинарот на весникот Таймс од почетокот на 1924 година во разговорот со Тодор Александров по повод убиството на Александар Стамболиски го запишал следново. Говорејќи за смртта на Стамболиски, тој отфрла идејата за одговорност на неговата организација, но сепак изјавува дека е возможно неговата смрт да е дело на еден или неколку македонци кои не страдале од Стамболиски. Сепак, во едно писмо на Александров од август 1924 година, тој како член на Централниот комитет на ВМРО индиректно признал дека неговата организација делумно учествувала во државниот преврат во Бугарија, но со задршка дека доколку и новата влада на Александар Цанков работи против интересите на организацијата, борбата ќе продолжи и против неа. Во блиското минато, ВМРО водеше борба со владата на Стамболиски, која што беше не само антимакедонска, но и антибугарска и ултрареакционерна. Таа борба беше крвава затоа што таа власт прво си ги натопи рацете со крвта на македонските револуционери за да го подготви предавањето на нашата родина на Белград. Верна на себе си, да не дозволи никому да тргува со Македонија, ВМРО објави војна на Стамболиски, која што во голем степен ја олесни задачата на творците на 9 јуни, без да се интересира кои лица ќе го заменат тиранскиот режим. Ако и денешната бугарска власт тргне по патот на Стамболиски и посака да ја уништи во сојуз со Срби и Грци, македонската организација или во својата политика се послужи со Македонија како со монета за раскусурување, ВМРО несомнено ќе води војна и со неа. Без разлика на ваквите изјави на Тодор Александров, западните печатени медиуми, известувајќи за превратот во Бугарија, пишувале дека и ВМРО учествувала во тие настани, ословувајќи ги нејзините членови и симпатизери како македонски националисти, македонски елементи, македонски офицери. Од друга страна, Александров упатил куртоазно писмо до премиерот на новата бугарска влада, Александар Цанков, изразувајќи надеж дека тој ќе води поинаква политика од неговиот претходник. Но периодот на релативно добри односи на Тодор Александров со новата бугарска влада траел многу кратко време, затоа што и новиот премиер Цанков започнал да води политика на нормализирање на односите со кралството на СХС. Поради таквиот развој на настаните, Тодор Александров започнал да бара нови патишта за действување на организацијата, што оделе во правец на докажување на нејзиниот независен карактер и дистанцирање од политиките на бугарските влади. Во текот на 1923 и 1924 година зачестиле интервјуата што Тодор Александров ги давал за новинари од повеќе западноевропски држави со цел да придобие сојузник во некоја од нив. Специјалниот известувач за весникот Таймс напишал: тој има само една идеја, и таа е конечно прогласување автономија на Македонија со престолнина Солун. Тој изјавува дека населението нема да трпи да биде управувано од Срби, Грци или Бугари, и бидејќи првите две страни му ја ускратуваат на народот секоја слобода на словото и религијата, само вооружената борба може да му го донесе она кое што тој го сака. Тодор Александров, по формирањето на новата бугарска влада на Александар Цанков, се обидувал да превзема предпазливи дипломатски чекори. И покрај тоа што еден дел од македонскиот револуционерен кадар
мислел дека Александров има цврста соработка со бугарската влада, реалноста не била таква. Работите во реалноста оделе во друг правец. Околу задкулисните игри што се одигрувале околу македонското прашање, новинарот Лука Неманов му соопштил на Александров дека за поддршката на бугарската влада на Александар Цанков на ВМРО, Цанков очекува согласност од нејзините раководители за излез на Бугарија на Егејското море преку градовите Драма, Серес и Кавала. На што Александров го дал следниот одговор. ВМРО нема да се противи за Кавала. И ќе ги отстапи најмногу Драма и Кавала. Но замолете го господинот Цанков да не настојува за Серес, бидејќи плодното серско поле е неопходно за Македонија, која во најголемиот дел е планинска земја. Летото 1923 година, како овластени представници на ВМРО во Советскиот сојуз заминале Димитар Влахов и Михаил Монев. Услови за помош од советската влада било обединувањето на сите сили во македонското револуционерно движење во единствен фронт и независниот карактер на ВМРО. Во меѓувреме, во интерес на соработката со Советскиот сојуз и комунистичките партии и движења, во време на септемвриското комунистичко востание во Бугарија, ЦК на ВМРО прогласила неутралност, но под единствен услов – комунистичките востанички одреди да не ги прошират борбените дејствија во Пиринска Македонија, што ВМРО ја сметала за своја организациона територија. Откако Бугарската комунистичка партија го прекршила договорот и испратила еден одред во Пиринска Македонија, раководството на ВМРО и пред се Александров издале наредба за прогонување и уништување на комунистичките востаници. При тоа голем број од востаниците биле ликвидирани од четите на организацијата, а еден дел се спасиле и биле ослободени благодарение на застапувањето на војводата Алеко Василев Пашата, под услов веќе никогаш да не се вратат во Македонија под бугарска власт. Во почетокот на 1924 година Тодор Александров како раководител на ВМРО веќе имал нарушени односи и со владата на Александар Цанков. Додека траела жестоката полемика со бугарската влада, Александров испраќал своји представници во западноевропските држави за да бараат сојузници за целите на ВМРО. Но во исто време не ги прекинувал ниту преговорите и контактите со Советскиот сојуз и Коминтерната. Во март 1924 година Тодор Александров, заедно со Александар Протогеров, заминале во Рим за да се сретнат и разговараат со третиот член на ЦК Петар Чаулев. Александров веќе од подамна бил во нарушени меѓусебни односи со Чаулев. Сепак, оваа средба била одржана со цел Чаулев да се овласти во името на организацијата да преговара со македонските федералисти за обединување и престанување на непријателствата и меѓусебните физички ликвидации. Во екот на преговорите за обединување на расцепканите сили во македонското револуционерно движење во рамките на ВМРО во Виена, во текот на април 1924 година биле потпишани неколку придружни документи, декларација и протокол со што декларативно било објавено обединувањето на спротивставените македонски организации, ВМРО и Македонската емигрантска федеративна организација. Интересот за обединување на сите револуционерни сили во македонското ослободително движење, значи е и на самата организација и на сите струи во движењето, но и на надворешните поддржувачи. Во таа смисла се прават обиди за постигнување на тоа обединување на македонското револуционерно ослободително движење и преговорите одат побавно, може би на моменти прилично тешко, затоа што
Пред отпочнувањето на тие преговори, веќе во самото македонско револуционерно движење се создаваат сериозни пукнатини, сериозни струења, расцепи, некаде по идејна основа, некаде по лична основа. Во сите тие напори, со поддршка на советските фактори и Коминтерната, во крајот на април се доаѓа до постигнување на еден протокол за обединување и во Виена се подпишани 3 значајни документи. Тоа е Декларацијата за обединување на македонското револуционерно движење од 29 април, протоколот и еден од најзначајните и најпознати вака широко документи е Манифестот за обединување. Кулминација на сите тие настани било подпишувањето на мајскиот манифест на ВМРО на 6 мај 1924 година. Под овој значаен документ стоел и подписот на Тодор Александров, но со полномошно, односно властување од негова страна, бидејќи Александров отпатувал за Лондон. Мајскиот манифест на ВМРО од 6 мај 1924 година представувал пресвртница во политиката на организацијата и во поглед на националниот карактер на македонското прашање. Тоа требало да представува обединувачки момент на сите сили во македонското револуционерно движење под знамето на внатрешната македонска револуционерна организација. Таа нова политика на ВМРО всушност ги алармирала владеачките кругови во повеќе балкански држави, а најмногу официјалната влада во Софија, да активира можен заговор или план за ликвидација на Тодор Александров како член на Централниот комитет на ВМРО. Интересен момент е во подпишувањето на тие договори, дека навистина ми тешко оделе некои усогласувања на ставовите, дури и тие лични нетрпеливости доаѓале до израз во текот на преговорите, така да и при подпишувањето на протоколот двете страни не успеале да постигнат на истиот лист хартија, значи на исти примерок од документот да го стават својот подпис. Протоколот посебно е подпишан од представниците на внатрешната македонска револуционерна организација и посебно од представниците на Македонската федеративна организација. Манифестот представувал револуционерна пресвртница на борбата на ВМРО за ослободување на Македонија. Бидејќи во него како сојузници се истакнувале Советскиот сојуз, Коминтерната и комунистичките партии на балканските држави. ВМРО во целиот текст на документот ја потенцирала националната самобитност на македонскиот народ и дистанцирањето на ВМРО од балканските држави, при што ја прогласила и политиката на бугарската влада за непријателска по однос на Македонија. Во манифестот, меѓу другото, се истакнувало: Ниедна од владите на балканските држави не мисли на ослободување и обединување на распокинатите делови на Македонија. Ниедна од нив не мисли и не действува за самоопределување на македонскиот народ во самостојна политичка единица. Ниедна од нив не сака да ги даде предвидените од договорите права на поробените македонци кои им обезбедуваат културен развој како на национални малцинства. Содржината на мајскиот манифест внела голем страв во редовите на бугарската влада, која веќе била во непријателски односи со ВМРО. Од друга страна, кога дознал за содржината на текстот на манифестот, Тодор Александров побарал да не се брза со неговото публикување. Но не било послушано предупредувањето на Александров и од страна на Димитар Влахов, кој бил еден од составувачите на манифестот. Овој документ бил објавен во јуни 1924 година во весникот Балканска федерација. По објавувањето на мајскиот манифест, Тодор Александров се нашол во незавидна позиција, поради притисоците од дел од членството на ВМРО и бугарската влада кои барале одговор од него за новата ориентација на организацијата. Во една таква ситуација,
на 1. август 1924 година, преку декларација Тодор Александров се откажал од неговиот подпис под манифестот со образложение дека тој бил мистификација на екзалтирани комунисти и дека имал за намера ВМРО од национална да ја претвори во класна организација која се бори за интересите на Советскиот сојуз. Но оваа изјава на Александров не ја уверила бугарската влада во тоа дека водачот на ВМРО искрено се одрекол од новата револуционерна ориентација на организацијата. Тодор Александров станал непожелен и опасен по интересите на бугарската влада околу прашањето за Македонија. Различни војно-политички фактори, државни субјекти и влијателни европски организации се заинтересирале за неговото отстранување од раководството на ВМРО. Патот кон ликвидацијата на Александров бил трасиран. Се барал погоден момент за тоа. На 31. август 1924 година во близина на селото Лопово на Пирин планина бил убиен Тодор Александров. Ликвидацијата била извршена од страна на војводите Штерио Влахов и Динчо Вретенеров, кои убиството го извршиле во присуство на вториот член на ЦК Александар Протогеров. Покрај Александров бил убиен и неговиот телохранител Панзо Зафиров. Известно време, убиството на Тодор Александров било криено од потесното раководство на ВМРО за да се спречат поголеми потреси во организацијата. Од друга страна, во најтесен круг на луѓе, меѓу кои бил и секретарот на Александров, Иван Михајлов, се подготвувале физички ликвидации на членови на организацијата кои требало да бидат прогласени дека се виновни за учество во заговорот против убиениот член на ЦК. Тодор Александров во негово време не можел поинаку да действува. Морал да ја прилагодува својата политика и водството на организацијата спрема општествено-политичките настани на Балканот. Тодор Александров покрај револуционер морал да биде и политичар, да ги запазува и да ги гледа моментите и актуелната политичка состојба на Балканот и пред се во Бугарија. Затоа, можеби, ваквото лавирање на Тодор Александров за едните изгледало дека е предавничка политика, а за другите дека е патриотска политика и патриотско раководење со организацијата. Причините за убиството на Тодор Александров се во тоа што Александар Протогеров се чувствува како второстепена личност во Централниот комитет и за многу работи не е консултиран, а од друга страна Алеко Василев Пашата и Георги Атанасов имат натрупано големи суми, милионски, на сметка на организацијата и при тоа чувствуваат опасност од тоа да бидат лишени од функциите кои што ги имале во организацијата и лишени од стекнатото богатство. Сето тоа, тие тројца ги прави да бидат природни сојузници и го коваат заговорот против Тодор Александров. Постојат повеќе верзии за убиството на Тодор Александров. Во суштина имало повеќе заинтересирани страни кои сакале да го отстранат Александров од кормилото на ВМРО. Тука бил Советскиот сојуз, Коминтерната, бугарската влада, луѓе во самиот Централен комитет кои што претендирале на местото на Тодор Александров. Навистина, се уште убиството и ликвидацијата на Александров е под велот на мистеријата. Но најверојатната предпоставка од сите документи кои што постојат и кои што се објавени и необјавени, а истражени, е дека убиството на Тодор Александров било всушност нарачено од страна на бугарската влада и самиот бугарски премиер Александар Цанков. Тодор Александров е дел од едно тешко историско време за Македонија. Време на војни, поделби, братоубиства. Време кога други одлучувале за судбината на Македонија. И кога македонското револуционерно движење немало сојузници во напорите за правилно решавање на македонското прашање. Александров
никогаш не отстапил од еден принцип. Неделливост на етногеографската територија на Македонија. Тодор Александров е дел од македонската историја и неговата личност може да се анализира единствено како едно парче од историјата на ВМРО и од македонското револуционерно движење.